На денешен ден во 2018 беше потпишан историскиот Преспански договор. 2 години подоцна земјата е дел од НАТО и на чекор од почеток на преговори за членство во Европската унија. Во Преспа денеска се одбележа 2 годишнината од потпишувањето на документот со кој се стави крај на спорот зимето. Преку меѓународно афирмиран процес ги обезбедивме трајните гаранции за македонскиот јазик и идентитет и членство во НАТО, вели премиерот. Историјата се пишува со храбри одлуки. Историја се пишува со компромиси достоинствени и прифатливи за сите страни. Кога сите мислеа дека нема излез, беа преземени чекори што не излекоа од минатото и без излезот и ни ги вратија перспективите за нашите аспирации за членство во НАТО и во Европската унија, во нивната полна и сосема известна реалност. Неговиот претходник на премиерската позиција, во чиј мандат се постигна договорот со Грција, објави статус на социјалните мрежи, велејќи вредеше. Наша одговорност и света должност беше да го зачуваме идентитетот македонски. Не само што го зачувавме, туку и го потврдивме и зајакнавме. Еднаш за секогаш македонците и македонскиот јазик се впишаа во ризницата на светските народи и јазици. Потписникот на договорот од грчка страна, поранешниот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас, на Твитер објави фотографија со министрот за надворешни работи Димитров со порака дека се на вистинската страна на историјата. Од затвор, историјата ја претворивме во училиште на идината, напиша Кодзијас. Неговата порака ја сподели Димитров, додавајќи дека докажале дека чудата се можни. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.